Здраво и добре уште едно видео, каде што ова видео ќе биде еден краток преглед на историјата на имунологијата. Значи, самата дисциплина на имунологија произлегува од наблюдувањата на индивидуи кои закрепнале, односно преживеале од одредени инфективни заболувања, кои понатаму биле на некој си начин заштитени, односно отпорни на истото тоа заболување. И латинскиот збор, всушност имунис, што значи ослободен, е изворот на зборот имунитет, што е една состојба на заштита од одредено инфективно заболување. Едни од најранните докази за овој феномен на имунитет може да се проследи назад дури и до Тиоцидид, кој бил еден историчар пред нашата ера, околу 430 години пред нашата ера, кој ја опишува чумата во Атина и он запишал дека само тие кои закрепнале од чумата можат да ги лекуваат болните, бидејќи не можеле да се заболат повтор пат. Иако ранните општества го спознале феноменот на имунитет уште пред многу години, така 430 години пред нашата ера, требало околу 2000 години да поминат пред да се овој концепт успешно да биде пренесен во медицинска пракса. Сега, првите запишани обиди да намерно се поттикне, односно индуцира имунитет, биле изведени од страна на кинезите и турците уште во 15-тиот век. И тоа биле обиди со цел да се спречат големи сипаници, болест која била смртоносна во околу 30% од случаите, а тие што преживеале ги оставало со лузни до крајот на животот. И некои извештаи сугерираат дека користеле исушени корупки, односно кори, кои ги добивале од гнојот, односно пустулите на големите сипаници, и овие корупки биле инхалирани или пак биле инсертирани внатре во мали исеченици на кожата, техника наречена вариолација, со цел да се спречи оваа ужасна болест. Во 1718 година дамата Мери Уортлей, која била жена на некој си британски амбасадор во Константинопол, ги забележала позитивните ефекти на вариолацијата на нативната турска популација и таа техника сакала да биде изведена и врз нејзините деца. Значи, ова стварно работело. Некој си време подоцна, англискиот лекар Едвард Дженер направил голем напредок во намереното поттикнување на имунитет, повторно таргетирајќи ги големите сипаници. Тој во 1798 година бил заинтригиран од фактот дека млекарките, нели жените кои ги мозеле кравите, кои имале заболено од лесното заболување кравји сипаници, биле имуни на многу потешкото заболување големи сипаници. И Дженер си помислил дека всушност можеме да ја внесеме течноста од пустулите, нели, на кравите сипаници внатре во луѓе, да ги инокулираме, и тоа можеби ќе ги заштити од големите сипаници кои нели се многу по страшно заболување. И за да си ја тестира својата идеја, тој инокулирал 8 годишно момче со течноста од пустулата на кравјата сипаница и подоцна намерно го инфицирал детето со големи сипаници. И он, како што предвидел, детето не заболело од големи сипаници. Нормално ова не е етички добро да се прави, но заклучил дека стварно може да се поттикне имунитетот и на овој начин. И неговата техника многу брзо се расширила низ цела Европа, но поминале дури 100 години пред оваа техника да почне да се аплицира и за други заболувања. Сега во друг дел на светот, Луис Пастер успешно израснал во култура одредена бактерија која предизвикува птичја колера и потврдил дека да, ако се инјектираат кокошки со оваа бактерија, тие развивале смртоносна колера и умирале. Добро, ја земал се оваа култура, ја ставил на страна и си отишол на летен одмор. Откога се вратил од летниот одмор, тој и неговите колеги си продолжиле со експериментите, повторно инјектирале кокошки, но сега со стара бактериска култура. Бидејќи, нели, бактериска култура едноставно стоела на страна додека он се бил на летниот одмор, така што сега користеле стара бактериска култура. И овие кокошки се разболеле, но изненадно тие закрепнале. Заинтересиран, Пастер израснал нова, свежа култура на истата оваа бактерија со намера да инјектира нови свежи кокошки.
али како што е приказната, он немал на залика нови свежи кокошки, така што користел и некои свежи и некои стари, претходно инjектирани нели кокошки. И изненадно, само тие кои биле нови кокошки, свежи, кои не биле претходно изложени, умреле, додека кокошките што претходно беа третирани со старата култура, биле заштитени од новата култура, односно од заболувањето. И Пастер донесол хипотеза и подоцна докажал дека старењето на културата ја намалило нејзината вирулентност, така ја намалило вирулентноста на патогенот и таков ослабнат, односно атенуиран сој може да биде администриран со цел да се овозможи да се даде имунитет против заболувањето кое би го предизвикал тој патоген. И он го нарекол овој атенуиран сој вакцина, од латинскиот збор вака, што значи крава, нели во чест на Дженер, кој претходно нели работеше со кравји сипаници. И Пастер подоцна нели ги проширил овие знаења за други болести, така покажувајќи дека е возможно да се атенуира одреден патоген и да се администрира од даден сој како вакцина. Подоцна Пастер направил уште еден експеримент во малото село Пули-ле-Форт во 1881 година, каде што првично вакцинирал една група на овци со бактерија која предизвикува антракс, Bacillus anthracis, каде што таа бактерија претходно била третирана со топлина, така што била атенуирана, и подоцна едноставно ги инокулирал овие вакцинираните овци, заедно со некои невакцинирани овци, со вирулентен сој, така вирулентна култура на оваа бактерија, и сите вакцинирани овци преживеале, а тие што не биле вакцинирани умреле. И овие експерименти го маркираат почетокот на дисциплината на имунологија. Во 1885 година Пастер за прв пат администрирал вакцина на човек. Младо момче, Жозеф Мејстер, кое што непосредно пред вакцинирањето нели било каснато од куче кој имало беснило. Во тоа време немало лек за беснило, така што момчето би умрело, така што вредело нели да се проба со вакцините. И во него биле инокулирани серија на атенуирани вируси кои предизвикуваат беснило, и имало среќа бидејќи вакцината за беснило е една од неколкуте што можат да работат од кога веќе бил изложен организмот нели на вирусот, бидејќи нели момчето првим било каснато, па после ја внеле вакцината. Обично првим треба да се внесе вакцината за да се спречи. Така, но вирусот на беснило е една од ретките кај што може на овој начин да функционира, и Жозеф преживеал. И ова било на некој начин последниот доказ дека да, ова стварно работи. Иако во тоа време не ги разбирале механизмите на кои вакцинирањето успевало. Нормално не постојат вакцини за сите патогени организми. Убаво би било ако имаме вакцина за маларија, за сида или слично, но тоа сепак значи дека се уште постои простор за напредок. Сега има еден многу интересен феномен кој се нарекува имунитет на стадо, каде што всушност ни кажува дека не мора целата популација да е вакцинирана за некој си патоген X, него потребно е отприлика 90 и нешто проценти да бидат вакцинирани, например, за тој патоген X. И тоа работи на принцип така што тие кои не се вакцинирани, например да речеме 5-6% од популацијата, ќе бидат заштитени на некој си начин од тие кои се вакцинирани, бидејќи ќе има многу мал број на индивидуи кои би можеле да го носат овој патоген или пак да го шират низ популацијата. Овој имунитет на стадо е на некој си степен присутен во нашата еволуција, во нашиот организам, поради тоа што, например, кога сме болни, едноставно не сакаме да се движиме многу. Да, ќе имаме висока температура, ќе сакаме седиме дома, не сакаме некоја си многу голема активност, и тоа е добро, бидејќи ако не се движиме многу наоколу, најверојатно нема да заболиме други индивидуи. На тој начин се заштитува популацијата. Но поради овој феномен, исто така можеме да заклучиме дека да, не мора секој индивидуа да биде вакциниран за секој патоген, и тоа е добро поради тоа што не секоја индивидуа може да биде вакцинирана. Има некои индивидуи кои едноставно би одговориле многу лошо на дадена вакцина. Едноставно не е возможно да се направат вакцините 100% сигурни, бидејќи колку што постојат индивидуи на планетата, толку постојат различни имуни системи. Имуниот систем е толку комплексен, има толку голема разновидност, така што не може да се направи една вакцина fit for all.
Во ред, но тоа не значи дека не треба да се вакцинираме. Едноставно бенефитите на вакцинација популацијата се многу поголеми него ако не би имало вакцинација. Сега нормално кој што реков, ако се следи некоја статистика, па да се запази, не знам, да има 90 и нешто проценти вакцинирани, тие што не можат да се вакцинираат, да не се вакцинираат, во ред и тоа можело да работи, ама таа статистика колкав процент од популацијата е вакциниран, не верувам дека е многу прецизна, дека воопшто и се следи. Нормално, вакцинацијата не е секогаш единственото решение, еден многу добар начин да се превенираат инфективни заболувања, едноставно добра хигиена, присуство на чиста вода, така богата храна која ќе биде стерилизирана и слично. Исто така не треба да се прават вакцини за заболувања кои се лесно лечливи, така заболувања кои сите се имаме сретнало, например општата настинка, која се пренесува всушност преку риновирус. Нема потреба да се вложуваат токави економски средства за развивање на вакцини за некои си банални работи. Денеска се користат и антибиотици за третирање на бактериски инфекции, но поради премногу големата употреба на антибиотици добиваме многу антибиотски резистентни соеви на бактерии. И тоа ќе представува прилично голем проблем во блиска иднина, но најверојатно ќе се реши со користење на бактериофаги, но ќе мораме да почекаме и видиме. Постојат некои лекови за противвируси, антивирални препарати, но не се толку успешни како антибактериските. Нормално, имунологијата не се базира само, не се врти се околу вакцините. Вакцините се само дел од имунологијата, како што ќе видиме нели во наредните стотина видеа. Сепак, освен отстранувањето на инфективни заболувања, имунологијата значи се занимава и со потикнување на имуниот систем, со справување со канцер, со автоимуни заболувања, алергии и слично. Во ред. Тоа беше главното што сакав да спомнам за ова видео за историјата на имунологијата, барем првиот дел. Ќе продолжиме во наредното видео каде што повторно ќе збориме малце за историјата на имунологијата, а ова видео сакам да го завршам со една многу кратка дебата за вакцините. Сега знаеме дека постојат контраверзии околу вакцините, дали тие се безбедни или не, дали предизвикуваат аутизам или некои слични заболувања, и ова мислење потекнува од некои си наблюдувања каде што всушност се согледало како што расте стапката на вакцинација нели во популацијата, се зголемува бројот на случаи на аутизам. Нормално треба да знаете дека корелација не мора да значи каузација. Тоа е многу битно во науката, дека ако нешто изгледа дека е поврзано, не мора да значи дека е поврзано. Но, окей, сепак се извршили испитувања и првиот осомничен кој би можел да биде предизвикувачот на ова е всушност соединение кое се нарекува тиомеросал. Односно, тоа е соединение кое што содржи жива адитив кој се додава во некои си вакцини кој што служи за спречување на бактериски раст. Сега морате да имате на ум дека соединение од некој си хемиски елемент и самиот тој хемиски елемент во чиста форма е се две сосема различни работи. Например, вие секојдневно консумирате сол. Тоа е натриум хлорид, составен од натриум и од хлор. Во ред. Хлорот, ако би го изолирал од него, можеш да направиш токсичен газ кој се користел при Втора светска војна. Во ред. Натриумот, ако би го изолирал и направиш чисто соединение, тоа е всушност алкален метал, кој кога ќе дојде во контакт со вода, тој реагира многу бурно и експлодира. Во ред. Значи натриумот сам по себе во чиста форма е опасен, хлорот е исто така токсичен, али како соединение натриум хлорид е сол, која ја имаме во секојдневната исхрана. Така што имајте на ум да кога ќе прочитате жива, тоа не мора да значи најтално си поврзувате жива, тежок метал, значи опасно. Значи соединение е различно од чиста супстанца. Но во ред, добро, се сметало дека можеби е тоа предизвикувачот и едноставно се ургирало, нели, да се намали користењето на ова соединение во вакцините. И добро, се намалило користењето на ова соединение, но сепак продолжиле да растат случаите на аутизам. Така што ова соединение најверојатно не ни воопшто ни придонело за случаите на аутизам. Но со ова нели малце се зголемил сомнежот на јавноста во функционирањето на вакцините. Нормално, ако не знаеш како функционира, нормално дека ќе имаш некаков сомнеш и страв. Сепак, сите се согласуваме дека треба да бидат тие ригорозно проверени, ригорозно тестирани, бидејќи сепак има некои ризици.
Постојат некои докази дека некои алуминиумски соединенија кои се наоѓаат во вакцините, кои што се користат како адјуванци. Ќе збориме понатаму што се адјуванци, но тој е всушност служат за подолго време да се задржи антигенот во телото, со цел да се развие подобар имун одговор, дека можеби алуминиумот може да помине мозочна крвната бариера и да стигне во мозокот кај што можеби би направил некаков проблем. Значи не е дека воопшто нема никакви шанси дека би можеле да предизвикаат некакво си нервно заболување, но шансите се многу мали и не се толку високи како што можеби јавноста смета. Но како што реков и претходно, значи вакцините не е возможно да бидат 100% безбедни. Бидејќи буквално да даваме кикирики на секој индивидуа, некој ќе биде алергичен на кикирики. Значи како и да се направи, некој индивидуа ќе и смета. Вред, значи нема да биде направена за секој индивидуа. Но тоа не значи дека не треба да се дават вакцини. Треба да се дават вакцини. Бидејќи бенефитите се многу поголеми од потенцијалните лоши страни, односно лоши исходи. Сега нормално кога некој ќе зборива како мене, првото прашање што би можело да се постави, но што ако твоето дете биде тоа кое ќе биде во лошиот исход? И нормално нема лесен одговор на тоа. Никој не сака да биде неговото дете кое ќе биде тоа 0,0001% од лошите исходи. Нормално како општество прифаќаме одредени ризици кои што ќе бидат во доброто на општата популација. Сега тоа е на некој си начин тврдење дека да, едно од 100.000 деца можеби ќе настрада, но тоа е ризик што на некој си начин општеството е спремно да го прифати. Бидејќи во случај ако никој не е вакциниран, во тој случај наместо 1 на 100.000 ќе настрадаат 20-30.000. Така што нема лесен одговор, но едноставно сепак се уште се подобрува технологијата и ќе видиме што нуди нината. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе разгледаме уште малце историјата на имунологијата. Довидување.